Градски воз трамвајна тркала. Граѓаните со нетрпение го очекуваат стартот на двата капитални проекти кои ги подготвува градот Скопје со поддршка од владата. Модерното решение кое треба да донесе организиран градски превоз стартува на 1 септември со линијата за градски воз од Миладиновци до Скопје. Ова ќе биде само една од планираните 3 линии низ кои ќе сообраќа градскиот воз. Првата ќе појде од Миладиновци и ќе стаса до транспортниот центар за 20 на минути. Оваа делница е завршена веќе во над 90% и останува летово да се достреди. Сега се возиме со градскиот воз, кој што е дел од комплексното сообраќајно решение на градот Скопје. Ова е дел од рутата која што треба да дојде од Скопје, од источната страна на градот. Покрај оваа рута предвидени се уште две други кои ќе го поврзат Волково со централното градско подрачје и втората од Зелениково до транспортниот центар. За овие две рути допрва се прават анализи и се очекува следната година да почне да се средуваат линиите. Овој проект има за цел да воспостави подобра комуникација на градскиот и приградскиот сообраќај со општините и да ги поттикнеме граѓаните да се вратат да го користат јавниот превоз. Превозните средства, односно возовите, се обврска на МЖ Транспорт. 18 паравозови треба да бидат на една траса. Значи тоа се негде околу 54 воза на сите 3 траси. Паралелно со градскиот воз се подготвува и проектот БРТ или трамвајот на тркала. БРТ ќе сообраќа по крајната лева линија од коловозните ленти на булеварите, останатите две ленти ќе се намалат во ширина од 3,5 метри на 3 метри. На ваков начин ќе се обезбеди простор за постојките на БРТ кои ќе бидат поставени кај средишното зеленило на булеварите, а ќе остане и страничното зеленило. Една од линиите на БРТ е предвидено да појде од Ѓорче Петров и да заврши во Лисиче, а другата од Бутел до Кисела вода. Се наоѓаме во Лисиче каде што треба да биде последната постојка на БРТ транспортот. Токму на ова место зад мене се наоѓа Рајскиот парк. Место кое што жителите од аеродром и Ново Лисиче бараат да не се корнат дрвјата за да се гради депото. Тие предлагаат десно од мене да продолжи БРТ транспортот и тој да оди до Јурумлери. Со тоа ќе се направи уште подолга траса на БРТ транспортот, но ќе се забрза превозот на граѓаните од градот Скопје, каде што и приградските населби и селата ќе се поврзат со брз и ефикасен транспорт. Но доколку пак нема средства за продолжување на трасата, тие се согласуваат и во Лисиче да биде последната постојка, но даваат идеја како да се заштити Реонскиот парк. Наместо да се компензира паркот, ја имаме таа, да наречам, идеална состојба тука. Од спротивната страна на оваа постојка исто така има државна површина, државно земјиште со исто така површина од над 7 хектари. Експертите и граѓанските организации го поддржуваат зеленото решение и предлагаат подобра конекција од густо населените места до постојките на градскиот воз со минибус или комбиња. Моментално станиците железнички прво се делумно руинирани, второ се недостапни за лица со посебни потреби, достапни за велосипеди, но се исто така и многу далеку од густо населените места. Значи треба да има координација со ЈСП за некои линии, можеби со минибуси, можеби со нешто друго, кај што ќе носат патниците од главните автобуски станици до железничките станици. Експертите се надеваат дека и двата проекта ќе вродат со плод и конечно ќе бидат завршени, бидејќи според нив ваквото сообраќајно решение е повеќе од потребно за главниот град.